Верувам дека сите се сеќавате кога на овој ден на прошка или простени поклади се амкаше со јајце со фурката и конец врзан и кој ќе го дофатеше со устата од децата, било без да ги употребува рацете, тој ќе беше најсреќниот во годината. Се надевам дека ова им го кажувате или го практикувате кај вашите деца или внучиња. Местото и градот на марката Volkswagen е едно на 7997 Кенеди Роуд и Хајвеј 407. Дали сакате да купите ауто, дали сате од марката Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел, тука меѓу вас е нашиот сонародник Васил Кајчевски со телефон 416-725-6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen веќе е познат и загарантиран низ целиот свет. Затоа препуштете овој проблем препуштете го на Васил Кајчевски за да го реши, а телефонот е 416-725-6335. Да ги проследиме најпрво блиц вестите, а потоа говорот во собранието од лидерот на партијата Левица Димитар Апасиев. ВМРО-ДПМН преговара за набавка на 100 електрични автобуси и изградба на фабрика во Скопје за нивно производство со најмалку 500 нови вработувања, најави лидерот на партијата Христијан Мицковски на денешната трибина. Мицковски во своето обраќање изрази жалење за тоа што се случува во Украина, но посочи и Македонија мора да се води од она што е нејзин стратешки интерес за подобрување на животот на граѓаните со привлекување на директни странски инвестиции. Градоначалниците од ВМРО-ДПМН ќе ги канат сите странски компании кои што мигрираат од кризните региони Украина и Русија да дојдат во Македонија и да отворат нови работни места, кажа Мицковски, најавувајќи ја и како што рече големата инвестиција за скопјани со набавка на екоавтобуси, чија тендерска постапка е во завршна фаза. И заложив градоначалниците од градовите Охрид, Битола, Илинден да испратат писмо покана до овие компании да дојдат и да инвестираат во Македонија, но не само до овие компании, туку и сите градоначалници од редот на ВМРО-ДПМН да упатат писмо до сите странски инвеститори кои што мигрираат од кризните региони во Украина и Русија да дојдат да инвестираат во Македонија, набавка на нови минимум 100 парчиња електрични автобуси кои што прилика годишно го намалуваат загадувањето за 80.000 тони по парче. Со сите овие потенцијални снабдувачи разговараме и за отварање на фабрика тука во Скопје, во Македонија, за производство на овие електрични автобуси во која што ќе се вработат минимум 500 луѓе. Нови улици, паркови, училишта, градинки, спортски игралишта, дигитализација и исчистени општини со нула корупција, најавија градоначалниците од ВМРО-ДПМН од 9 скопски општини, кои го презентираа и досега сработеното во нивните мандати. Сме изградиле во првите 100 дена неколку нови улици, но тоа што е видно и што сакам да го најавам е дека отпочнавме процедури кои што ќе овозможат во оваа буџетска година да има сериозни капитални инвестиции во делот на уличната инфраструктура. И тука посебен фокус ќе имаме некаде скоро 1 милион евра во делот на Лисиче, Горно Лисиче, Долно Лисиче и населба Лисиче. Во образованието инвестиравме 10 милиони денари, купивме 33 интерактивни табли за основните училишта, опремивме 3 целосно нови кабинети по информатика, во некои места за прв пат ученици за жал овие кабинети по информатика, како во основното училиште Гоце Делчев во Љубанци и основното училиште Ливан Кава во Љубота. Во градинките вложивме 3 милиони денари, започна со градба основното училиште во Висбегово. Капитален проект кој е повеќе од потребен во ова населено место и една рахрана која што траеше долг период. Денес е последниот во низата регионални отчети по повод првите 100 дена од мандатите на градоначалниците на ВМРО-ДПМН, кои се пофалија со повеќе од 1090 проекти почнати со реализација, од кои 166 капитални објекти низ целата држава. Мандатар, почитувани кандидати за министри, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност, конечно дојде денот после овој мачен интеррегнум по заминувањето Татрапот кој давам па не давам оставка да се соочиме онаму каде што треба, а тоа е во парламентот. Мојата дискусија, почитувам мандатар, ќе поделам на два дела, бидејќи старите добри комунисти велеле нема друга политика освен кадровачка политика. Ќе поделам на кадровски и на програмски дел. Во кадровскиот дел ние имавме
еден извик во шарената револуција, ружна ви е владата. Значи, шарената револуција, која не беше предавничка, туку вие ја предадовте и која СДСМ ја уништи надежта дека може подобро утре, останува едно мачно чувство дека Заев си отиде, ама заевизмот останува. Имате една тенденција на джандарнизација на владата. Не знам зошто Оливер Спасовски го задржа местото, овој скандал мајстор, дали затоа што не направи познати по пасошите на наркокартелите, или по тоа што го заобиколи парламентот со носење правилник да регулира материја легис. Меѓутоа, не само што тој ја појачува позицијата, иако ве скара со Максо и изгубивте онаму кај што бевте бастионот, кај што и вие доаѓате, туку сега си ја носи и неговата десна рака Славјанка. Жената има празно си реално од Стафер во Собраниево и колечката Грковска која што доаѓа исто така од МВР. Значи таа е едната тенденција која што ја правите и другата тенденција е оваа симбиотичка врска која има помеѓу Бисера Скафандер Костадиновска и од Труд Јована Тренчовска. Не знам дали знаете, таа е она што го направи кавер-апот, односно владиното прикривање за биотероризам. И тоа беше клучниот доказ во обвинителството, извештајот на Државниот инспекторат на труд. Бисера, најголемо достигнување во животот е тоа што била преведувач на Фуере и на Нано Ружин. Толку можеме да извлечеме од незиното CV. И тоа го води оној лилипутански синдром кој што вие како СДС, како владеачка партија си го преку таа лузерска алаш вериш тактика на овој Горни Милановац, каде што само пораз до пораз носите. Пораз со Грција, каде што од македонци станавме северно македонци. Еве го поразот од Бугарија, каде што нема да постои македонскиот јазик или ќе постои со некоја фуснотичка. И пораз, ако сакате, и од ДУИ и од алтернатива. Имено тие немаат ниту една четвртина од мнозинството, а имаат преку една третина од ресорите плюс спикер. Значи, вие како владеачка партија мора да дојдете на баци рака кај спикерот за да си закажете седница, бидејќи знаете дека по нашето уставно уредување спикерот е многу моќна позиција. Значи, ДУИ Али Ахмети досега искина 8 македонски премиери, вие ќе бидете за жал 9-тиот. Следната тенденција која што се гледа и која што мислевме дека конечно ќе ја одлепите, а тоа е NGO-измот, значи сијамскиот близнак на СДС. Ја снема Мила Царовска, но останаа Маричич и Груби, овие паднати ангели на Сорос кои се претворија во цицачи на новиот хибриден режим. Додека овие владини загари врескаат за некакво руско влијание, земјата ни стана заробена држава во група со Сенегал, Мозамбик и Пакистан. Додека овие Facebook милиционери на мислата и овие ЕУ и НАТО фундаменталисти не ги вадат западните вредности од уста, нас ни се испразни државата. Со овој ново говор, додека летате орли, секое второ дете родено од полог се раѓа во Швицарска, а во вашата Шипковица, каде што ви беше штабот во 2001, во деценијата кога ние сме се 80-тите, во тој србо-комунизам кој го зборувате, имало 130 првачиња, за да во 2020, после 20 години власт на ДУИ има само 10 првачиња. Значи, вие не само што правите зулум кон македонците, туку си го опресирате и сопствениот народ. И конечно треба да се отворат горливите прашања кои секако ги ставаме под појас, а тоа е дека, иако навидум, јас кажав дека биографиите на кандидатите од ДУИ се пошколовани од кандидатите од СД за прв пат во поновата историја. Тоа што сте дипломирале, магистрирале во Лондон, во Рочестер, во Виена, не сте успеале да излезете од тој етнотрибализам и од тој национал шовинизам. Вие создадовте либанизација, концепт на дейтонизација и бейрутизација на Македонија. Вие, не го тврдам јас, тоа го тврдат истакнати политолози од Германија, создадовте образец на бинацилен грабеж. Вие воведовте од 21 ресор 11 да се македонци и 10 албанци. Ова е рамковна тиранија на малцинството и тоа мора да биде кажано со вистински зборови. Го разградувате парламентарниот систем, воведувате баш и бозук демократија. Ние сме полупротекторат на подкосовски протекторат, воведовте паралелна држава во држава, воведовте апартхеид, каде што младите македончиња и албанчиња немаат елементарен контакт. Тоа е вашата иднина за Европа, тоа е вашиот светоглед. И на крај, вие отворено имате презир кон државните инсигнии, имате отворено македонофобство, не
кон химна, непочит кон знаме, непочит кон јазик, а Бујар Османи, еве ви кажувам најотворено, пазете со зборовите на Заев да не направите тешка геостратешка грешка со идното предавство со Бугарија, бидејќи тоа нема во никој случај да ви биде простено, затоа што Македонија е долга и широка работа. Сега доаѓаме до негативната селекција која што е тренд во СДС и да си направиме со мојот колега професор искрен левичарски муабет со мандатарот, кој беше реално гледано анонимус во јавноста, еден од поистакнатото CV во претходната влада, неговото движење во животот професионално се движи од менаџер до бизнисмен па до професор, меѓутоа не можеме да го оддалечиме фактот дека потекнувате од така наречената омразена црвена буржуазија или тој династиски систем на владење во СДС по принципот наше дете. Вашиот татко бил висок кадровик во СДС и по тој принцип така функционира СДС сите овие 3 децении. Од вашата фризирана биографија за прв пат дознав дека Хардвар имал дисперзирани студии во Подгорица. Црногорскиот универзитет, за жал, заедно со нашиот УКИМ ги нема на Шангајската листа, меѓутоа тоа е многу неколку стотини места позади Скопскиот УКИМ, а работите на Американ коледж кој е 9-то рангиран во Македонија со прашалник дали ги исполнува законските услови од минимум 10 редовно вработени професори. И на крајот, оно што класно мораме да го кажеме, вие не сте репрезент на средната класа која што социјалдемократ да ја застапува, бидејќи вие сте отворено капиталист, вие припајате во елитата од 1% по вашето богатство. Кога го зема вашиот анкетен лист, се дупнав од броење и калкулирање. Имате 3 стана од 250 квадрати, тоа е некаде 250.000 евра, 2 коли околу 23-4.000 евра, покрај приходи од плата, имате приходи од капитал, што класно ве прави капиталист, околу 65.000 евра од акции, удели, дивиденди и прилични заштеди во банка од 250.000 евра, со тоа што имате сеф, не знаеме што имате во сефот, може би имате диаманти и немате кредит. Значи, основната класна разлика помеѓу средна класа е тоа што 85% од нашите професори, лекари, адвокати живеат на кредит. Вие немате кредит, барем така сте пријавиле. Сега, единствена светла точка тука е професорот Тупанчевски. Меѓутоа, професоре, вас оваа камарила на Маричич ке ве направи руски шпион, бидејќи течно го владеете рускиот јазик и сте докторирале на Ломоносов, а тоа е неопростлив грев кај фундаменталистите. Мачна ќе ви биде оваа дискусија со мандатарот. Например, вие ќе му речете треба да ги гониме овие кои фалсификуваа сертификати од Приштина и Драч во академијата. Тој ќе ви рече, за Миру Куки, Тупанчевски, ајде да не ги гониме. Или вие ќе му речете не може рес јудиката предмет во